Да, добар ден и од мене. Голема благодарност до председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Морам да признам, а тоа и го кажав и на самиот состанок, дека изминатиот период имаме навистина плодна, искрена соработка со комората. Секогаш овие состаноци се добре дојдени, затоа што секогаш има аргументирана позиција од страна на луѓето од комората, има корисна дебата, има корисен диалог, кој што и нам ни помага во делот на креирање на програмата, а истовремено тоа е одредена додадена вредност, затоа што мислиме дека само со и цениме дека само со аргументирана дебата можеме да напредуваме. Ако во политиката се водите од фрустрација и ако во политиката, па и во бизнисот ги гледате работите еднострано, а не како двонасочна улица, тогаш не можете да бидете никако успешен. Затоа јас уште еднашка еве јавно благодарам до комората. Претходно се состанавме и со представници официјални лица на Стопанската комора на Македонија, се состанавме и со представници официјални лица на Сојузот на стопанските комори на Македонија и тука отприлика цениме дека ги кажавме нашите аргументи, ги презентиравме фактите кои што се поврзани со овие законски измени кои што денеска почнаа во парламентот, односно предлог законот за измена на законот за додадена вредност, персоналниот данок и овој нов закон, условно кажано, на солидарност. И можеме да кажеме дека огромен е бројот на правни лица кои што се погодени од овие закони, настрана процедурата која што е комплетно злоупотребена, посебно со европското знаме. Овде во комората председателот и представниците ни кажаа дека отприлика 45 компании се директно афектирани од овој закон. Станува збор за десетици милиони евра кои што биле предвидени да се реинвестираат, односно биле предвидени да обезбедат дополнителни работни места, но во овој момент владата одлучува тие пари да ги собере, а потоа преку сомнителни трошења. Зашто? Затоа што ги предвидува да ги стави на конто во кое што јавноста ќе нема увид, преку сомнителни трошења дел од тие пари, имајќи предвид за карактерот на владата, да завршат во приватни џебови. Ние како ВМРО ДПМН јасно го кажавме нашиот став. Денеска предложивме јавна расправа, предложивме точките од дневен ред да бидат тргнати, но за жал од страна на владеачкото мнозинство бевме одбиени. Ако вие навистина верувате во тоа што го правите, затоа и споменав на почетокот за двонасочната улица, ако вие навистина верувате во тоа што го правите, тогаш не гледам зошто вие имате причина да бегате од јавна дебата и навистина не гледам зошто не сакате да се соочите со овие луѓе, со луѓето од стопанските комори кои што се борат секој месец да обезбедат денар плюс, за да обезбедат плата повеќе, повисока плата за вработените, а богами денеска како што дојде време и за повеќе вработени, бидејќи се помалку има расположива работна сила на пазарот на труд. Така што еве, отприлика тоа е тоа. Доколку имате прашања, ви стоиме на располагање. Господине Мицковски, викендов актуално беше опожареното возило на вице-премиерот Артем Груби, меѓутоа МВР беше контрадикторно кон сопственоста на возилото. Ваш коментар во тоа? Па да, тоа го проследив преку медиумите. Можам да кажам дека секој ваков криминален чин треба детално да се истражи. И сторителите, како и за сите други криминални чинови, треба да одговараат за стореното, без разлика чие возило е тоа, без разлика дали се однесува на пожарено возило или на друг тип на криминал. Тоа сепак дел од криминалот, претпоставувам во случајот станува збор за некаква криминална пресметка. Но она што исто така во јавноста беше познато е што излезе дека возилото во суштина не било сопственост на господинот кој што го споменавте, туку било сопственост на некое друго правно лице кое што во минатото се поврзува со некои други бизнис активности, така што јас ги повикувам органите детално да го истражат овој случај. Се разбира сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата, но исто така и поврзаноста на лицето кое што го споменавте со компанијата која што е сопственост на ова возило. Очекувам во најскоро време да биде истражено и расчистено пред јавноста, бидејќи не смееме да оставаме таков вид на мистерија позади нас, поготово бидејќи сме политичари кои што вршиме јавна дејност и јавноста има право да знае дали навистина постои скриен имот или не постои скриен имот. Господин Мицковски, минатата недела актуелно беше и
и темата со Орсе Камчев, нели беше ставена црна листа. Ваш коментар, дали е тоа праведна одлука и дали мислите дека на некој начин и вие се ризикувате затоа што слушнавме во еден разговор дека ви помагал да платите сметки на партијата, зашто нели сте ја земале во лоша финансиска состојба. Сакам да го помолим прилично прашање за состанокот и после. Океј, за состанокот имам, не е проблем. Ако сака да ги го поставам тоа прво. Не премногу давачи за фирмите, 18% за увоз, 10% данок на добив, до негде 40% плюс плата за секој вработен. Дали ако утре станете премиер, планирате да преземете нешто во овој правец, затоа што ако ги земеме сите даноци што фирмите ги плаќа на државата, ќе испадне дека они работат во Германија, на Балканец. Апсолутно политика на ВМРО ДПМН како десна партија, десно центарот, е да имаме ниски даноци и да го стимулираме бизнисот, токму затоа и овие неколку денови имавме состаноци со лица од стопанските комори, каде што јасно ја искажавме нашата поддршка и идните планови како идна влада, која што ќе биде формирана од ВМРО ДПМН и коалицијата, ќе ве потсетам во минатото. Ако се сеќавате, некои други влади на ВМРО ДПМН, она скалесто оданочување го промени со принципот на рамен данок, па потоа едно време бевме со најнизок рамен данок во регионот. Ние како идна влада, а тоа и денес како кажавме, ќе направиме да уште во првите 100 дена како прва владина одлука тој рамен данок дополнително го намалиме од 10 на 8%. Ова неправедно оданичување кое што го нарекуваат солидарност да престане да важи, но истовремено ветуваме и безмилосна борба со сивата економија, бидејќи нашата проценка е дека отприлика 400 до 500 милиони евра помалку се слеваат во буџетот, затоа што имаме големо присуство на сива економија. Поддршка во таа борба, морам да кажам, добивме и од сите комори, така што тоа многу не значи, бидејќи мора со коморите да сме партнери, затоа што сивата економија е онаа која што е наш најголем проблем и таму лежат оние средства кои што остануваат ненаплатени, кои што нас ни недостасуваат во буџетот. Така што апсолутно во таа насока продолжуваме. Што се однесува на вашето прво прашање, јас исто така сум и неколку пати сум се сретнувал и со градоначалникот на Струга, господинот Рамис Мерко, но искрен да бидам и порано кажав и сега кажувам, не се нам дека клучниот проблем е нити пак лицето кој што вие го споменавте, ниту пак градоначалникот на Струга. Ако лицето кое што го споменавте е вклучено во таков тип на дејства, тогаш прашањето е кој е корумпираниот, каде се корумпираните, на кој список се корумпираните и кои се корумпираните. Мислам дека треба работите да ги гледаме отворено и на вистината да ги погледаме во лице. Се додека се обидуваме да политизираме и да водиме политика или ситно политиканство, тогаш нема да одиме напред. Ние мораме прво да ги таргетираме кои се тие што се корумпирани, и ако се корумпирани политичари, суди, обвинители или друг тип на јавни личности, тогаш треба да видиме тие на кој список се и час поскоро тој список јавноста да го види. Иако јас повторно ќе кажам, ние го цениме мислењето на сите наши стратешки партнери, тоа е добре дојдено, но се додека самите не се завртиме внатре кон нас, се додека самите не се впуштиме во безмилосна борба со криминалот и корупцијата, вакви случаи ќе ни се случуваат уште многу во идне. Дано се пак ви беше донатор и дали би имал влијание врз одлуките на вашата партија и тоа не имал донатор? Не се сеќавам дека бил донатор, бидејќи од ревизорските извештаи кои што се јавно достапни, името на ова лице не се наоѓа таму. Господин Мицкоски, опозицијата постојано повикува на предвремени парламентарни избори. Дали изборите се решението? Апсолутно. Ние излез од оваа ситуација, бидејќи се наоѓаме во услови на голем криминал, голема корупција, неспособност, немање реформи, влада која што не може да испорача, единствено логично решение гледаме во предвремени парламентарни избори, распуштање на парламентот, интервенција во изборниот законник, бришење на техничка влада и избори на есен. Наговестувате дека власта има скриени намери со носењето на законот за солидарност, на што точно мислите со ова? Ако го видите предлогот, ќе видите дека средствата кои што евентуално би биле собрани од овој закон
ќе бидат ставени на ставка во буџетот каде што немаме транспарентно увид во тоа како ќе бидат тие трошени, односно ќе бидат зацкриени како ковид помош, иако ковидов одамна помина. Ние денеска се обидовме да отвориме на јавна дебата, за ова да може јавноста да го слушне. Сега ние преку оваа пресконференција имаме можност тоа да го кажеме, но ние сакавме на јавна дебата каде што ќе може и бизнисот и јавноста да дадат свое мислење поврзано со ова, но очигледно тоа не беше така. Ние во рамките на процедурата понатаму, знаете, таа е со злоупотреба на европското знаменце, ограничена е во 3 дена, ќе предложиме и амандман со кој што ќе побараме средствата да бидат јавно во посебна ставка ставени и тие кои што ќе се соберат, за да може јавноста да има увид каде овие пари ќе се трошат. Господине Мицкоски, утре веќе и официјално објавуваат уставните измени во собраниска процедура. Неофицијално вие ќе учествувате на работата на комисијата. Дали е можно да го смените вашиот став? И како ќе изгледа тоа учество? Јас повеќе од година дена го кажувам нашиот став и мислам дека тој е јасен на јавноста, аргументиран, до сега не променет, не гледам ни причина под ваков диктат дека ќе биде променет мојот став, но истовремено тој став е поддржан од органите на партијата, од коалицијата, од пратеничката група и очекуваме на вистина европско однесување кај нашите стратешки партнери и со една идна влада да седнеме, да работиме на тоа дел од тие околности кои што таму се проблематични и кои што нас не загрижуваат да бидат променети. Самите рековте дека утре процедурата ќе започне во парламентот, ќе ве потсетам, на 16 јули 2022 година не бевме во парламентот, зашто не бевме во парламентот. Сега утре ќе бидеме во парламентот и ќе гласаме против, па зашто сме сега во парламентот и зашто ќе гласаме против. Не можам ова незрело однесување на СДСМ и коалицијата да го разберам и начинот на кој што ги даваат пораките. Еве, утре ќе бидеме таму присутни и еве, кога ќе биде точката ставена на дневен ред, членовите од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе гласаат против. Така ќе биде и на самата седница кога овие уставни измени предвидени според комисијата уставна, така наречена, предводена од Цаца Николовска, се доставени во парламент. Не знам од која беше причината и кој беше мотивот содржината да се стави, да ако беше мотивот дополнително да се влоши позицијата на Македонија, успеа, им честитам, но на тој начин ја влошија и позицијата на сите граѓани, бидејќи за да отпочнат неуставни измени, никаква потреба нема во првиот чекор да имаме содржината на истите, туку ако иницијатива за отварање на уставот, се понесува иницијатива за отварање на уставот. Но очигледно дека овие луѓе повеќе сакаат даислугуваат на Радев и Бугарија, отколку на македонскиот народ и на граѓаните во Македонија. Да немаше конкретен предлог, вие би гласале за отворање на уставот? Да немаше конкретен предлог, конкретен текст? Ама ние сме го кажале нашиот став дека нема да поддржиме отварање на иницијатива која што во овој момент ќе значи отварање на уставот. Јас само да ве прашам, рековте дека и на седница ќе гласате против, но има информации дека господинот Џафери ќе отвори седницата на 18 август. Ќе се расправа колку ќе се расправа, не очекува долга расправа ниту од власта. Меѓутоа потоа ќе ја прекине и ќе ја одложи на неодредено време со дека не го обезбеди двотретинското мнозинство, што деловнички е возможно. Значи, дали тоа го толкувате како стратегија за да се купи време за поголем притисок врз пратеници од опозицијата? Видете, бидејќи велат дека преговараат со ваши пратеници. Видете, стојат на тоа. Јас ви велам дека такво нешто нема, затоа што ако имаше изминативе година дена, ако им пречеше Христијан Мицкоски, они можеа веднаш да завршат со мене и да не им пречам повеќе. Да не им пречам, еден човек требаше да најдат, тие не успеа. Што ги спречуваше изминативе година дена тоа да го направат? Ако мислеа дека е тоа добар политички потек, може и изминативе година дена тоа да го направат, но и тоа не го направија. Ако се вратиме година дена наназад, исто тоа време, истите тие луѓе, што вие денеска ги цитирате, велеа дека во септември ќе биле измени. Па помина тој септември, па велеа на крајот на годината, па дојде и тој крај на годината.
па велеа не крајот на годината во февруари. Помине и февруари 23-та, па велеа мај. Помине и мај. Еве помине и јули. Направија грешка. Историска грешка направија овие политичари за единината на Македонија и народот. И сега се пред уште една историска грешка. Уште. Ова го зборувам многу свесно. Сега ќе направат уште една историска грешка и овој пат повторно ги предупредувам за да не ни се случи неколку месеци од денеска повторно да се расправаме и да велиме ама чекајте дојде овие тројката оваа, дојде четворката онаа, петорката онаа. Еве ги предупредувам да не ја прават третата грешка поред. А тоа е отпочнаа процедура за која што немаат поддршка и нема да имаат. Вака како што е, нема да имаат. И тука не е битен христијан. Не е битно ВМРО. Битни се граѓаните и битна е Македонија. Ова, за оваа генерација е историја. Или ќе ја напишеме оваа историја, или дополнително ќе ја избришеме онаа што уште малку ја остави. И ова треба секој да го знае. Дипломатите кои што ги споменавте кажаа дека ако не се случат уставните измени дека се поизвестно е одвојување на Македонија и Албанија на пакетот, дека понатаму многу ќе биде тешко за Македонија, не ве загрижува таа најава? Јас си посакувам среќа и успех на Албанија и на сите останати. И ако овие бюрократи тоа го дозволат, ќе направат уште една историска грешка и неправда кон овој можеби малуброен народ, но горд и достоинствен народ, а јас го уверувам дека ако 1% од тој народ не е свесен, ако 2%, 5, 10 не се свесни, не може 85% да не се свесни. Овој народ му е прекуглава од ветување, а нула испорака. Овој народ има свое достоинство и ако тие мислат дека треба таква политика да водат, јас им посакувам среќа на сите тие држави кои што ќе одат напред, а ние ќе се бориме ова наше достоинство да го аргументираме и ќе се бориме да ги подобриме овие позиции кои што за жал оваа криминална влада и ги направи и на граѓаните, и на нашата држава, и на нашата Македонија.